Здравјето е се на Канал 8. Започна второто полугодие, почна и систематските прегледи кај децата. Па убаво е во вечерашнава емисија, почитувани гледачи, да објасниме на родителите кои се можни појави или проблеми кои може да се јават кај децата, посебно во рана возраст. Од ортодонтски аспект се разбира. Вечерашнава тема е поврзана со растот и развојот на вилицата и зъбите кај децата, а разговараме со доктор Виолета Донева, специјалист ортодонт во приватната здравствена установа Света Петка во Кучани. Добро вечер, докторке, добро ни дојдовте за прв пат во новото студио на Канал 8. Добро вечер, добро ве најдов. Кога се договаравме за темата, вие споменавте дека убаво е, односно добро е да објасниме на родителите кои се можните проблеми кои може да се јават кај децата во рана возраст и затоа да посветиме внимание на растот и развојот на вилицата и зъбите кај децата. Прво општо да објасниме што е раст и развој кај децата. За зъбите се разбира. Да, сметам дека темата е многу актуелна. Како што рековте, почна второто полугодие, децата тргнаа во школа, со тоа се тргна и со систематскиот преглед. На систематскиот преглед се укажуваат на некои одстапувања, на некои недостатоци во зъбите, во зъбниот низ, во вилиците, со тоа што на децата им се предлага да појдат понатаму на специјалист ортодонт. Во тој контекст сакаме под оваа емисија да помогнеме на родителите да знаат од прилика, да препознаат некоја појава кај нивното дете, да сватат што е и со тоа да појдат кај матичен заболекар и оттаму да дојдат кај нас, кај ортодонти. Можеби дури можат и директно да дојдат кај нас, да се консултират за да бидат малце поопуштени и да не чувствуваат вина дека ништо не направиле за своето дете. А од пракса, од долгогодишната пракса, го имам сватено тоа дека родителот кога ќе дојде и вика леле сега јас да дојдов касно, да не го пропуштив оптималниот временски период кога треба да се дојде кај вас. Луѓето сватија дека имат можности сега, има доктори. Нашата држава, здравствените власти дадоа можност за бесплатна корекција на одредени аномалии во додадена возраст до 18 години, што е многу поволно, многу добро нели за нашите деца, за нашите осигуреници. И во таа смисла сакам да ви речам дека кога ќе дојде родителот во амбулантата, кога ќе му кажете кои се промените, како настанале, како можат да се решат, веќе таа грижа на совест, тоа нели дека не можел да дојде, дека не дошол, веќе се губе и ја земат работата во своји раце, стапуваат во контакт со нас и продолжуваме понатаму да следиме состојбата кај нивното дете и да го дочекаме оптималниот период кога може нешто да се вклучи во терапија или пак да кажеме дека тоа не е отстапување, тоа во моментот изгледа така, дека понатаму со природниот раст, развој, дека ќе дојде во друга состојба и можеби по природен пат таа аномалија што се гледа во тој момент понатаму нема да биде така. Да. И еве сега ќе ви кажам одма пример. Примери ќе тргнеме со растот и се развојот, секојдневни примери, долгогодишна пракса, да. Например, кога никне, и тоа ќе го зборуваме и во некој наредно прашање, еве ви го примерот што ви кажувам дека на почетокот изгледа како некоја одстапка, како мана, а ќе видите со понатамошниот развој дека тоа по природен пат во најголем број од случаевите треба да не биде така. Кој е тој пример? Тој пример е со горните централни зъби или првите единиците, кога ќе тече смената, кога ќе дојде смената за трајниот горен централен инцизив, тој ќе се пробие и ќе излезе и од лево и од десно. Ако немате втори зъби млечни во зъбниот низ, обично кај нашите деца има повеќе кариозни зъби, тој можеби предвремено паднат, зъбите ќе си најдат простори, ќе се поместат малце подистално, постранично. И родителот вика, леле, колку му се раздвоени централните зъби. Кога го гледате човек во лице, прво тоа, вие централно ви се гледате, фронтот го гледате. И одма, а тоа е на возраст од 6-7 години. И родителот нормално да е загрижен и си вика зошто сега. Кога ќе дојде кај нас, кога ќе го објаснеме понатамошниот развој, кога ќе објаснеме смената на зъбите, родителот сваќа дека навистина сега е рано, дека така е кај секој дете на почетокот,
И он веќе не е во таква грижа, малце е поопуштен, знае дека треба да дојде на контролен преглед, меѓутоа дека не го пропуштил, дека бил за своето дете загрижен или покажал внимание и веќе во сосема друга кондиција. Во сосема друга кондиција. И затоа викам дека можеби е најдобро да се објаснат првата смена на зъбите, првото тргнување на трајните зъби, растот, развојот како тргнува, кои се очекувањата од тој раст и развој, така да ќе свата дека нешто нели треба да дојде време, да има време за да можеме тоа да го видиме во која смисла ќе имаме отстапување или ќе немаме. Можеме ли да објасниме на која годишна возраст започнува самиот раст и развој на детето и кои фактори влијаат врз растот и развој? Па самиот раст и развој почнува од самото зачнување на јајцеклетката, значи од тоа е веќе оплодена јајна клетка, тоа се вика зигот во науката. И, значи, моментално почнува растот и развој. Тоа е нешто најкреативно, најбрзо, најразлично. Не можете вие да најдете исти човек. Значи, нема, дури еднојајчените близнаци имат некакви разлики. Значи, тоа е најкреативен процес и во почетокот, во првите 3 месеци, во утробата на мајката или интраутерино е неверојатно брзо. Неверојатно брз развој. Имате многу брз развој на клетки, делба на клетки и диференцијација на ткива. Гледајте сега, почнувате од една клетка, а се развиват многу различни ткива, како кожа, како крвни клетки, мускули, коски. Се тоа треба да се издиференцира од една клетка. Можете да замислите колку е тоа креативно, колку е брзо во 3 месеци. Тоа можете да го направите една споредба. Јајце клетка зигот оплоден тежи околу 0,305 грама. А вие на крајот добиете дете со просечна тежина од 3,5 килограми, 50 сантима, 52 сантима должина, нели просечно дете така ќе се. Можете да замислите колкава е таа делба, колкава е распределба на клетки, диференцијација на ткива, колкава е таа, колку е тоа креативно. Првите 3 месеци неверојатно брзо, после растот успорува и доаѓа нели до моментот кога детето ќе се роди. И сега растот и развојот има повеќе фази, некогаш е позабрзан. Еве гледате во првите 3 месеци колку брзо, па малце ќе забаве, па кога ќе се роди детето, веќе имате дете од 3,5 кила нели средните вредности ги кажуваме, што некој од 3 кила не е некоја и од 2,5 па да, ама еве средните вредности, во главном ќе ги кажуваме средните вредности. Кој имате дете од 3,5 кила, гледате дека месечно со кило некогаш и растот оде со нели 800-900 до кило, така да доаѓа до дете од година дена. Веќе тука имаме друг раст на виличките, развој од 6 месеци до година дена. Прво запче имаме значи еден раст развој, после малку имаме млечни зъби ќе ни дојдат до 2,5 години, па школско дете во 6 години, пикот на растот во пубертет го имаме, гледате, значи имаме ние малку позабавен и малку побрз, ама сепак имаме раст и развој. Во науката растот и развојот се смета дека е до 20-та година. Така. Имаме многу фактори кои влијаат за правилниот раст и развој на вилицата и зъбите кај децата. Да, општо на целиот развој, дека и на целиот, но ние ќе се задржиме секако со ортодонт би разговарале за зъбите, да, не може сам едно да се развива, друго да не се развива. Значи општо целиот развој има фактори кои го подобруваат, кои го како да ви кажам, кои влијаат да биде позитивен, да биде добар, има фактори кои влијаат да не биде. Например, има еден податок дека до 18 век луѓето многу тешко живееле, немале исхрана, имале многу тешка физичка работа, немале услови за живот. Сега векот е многу продолжен. Гледате, до 18 век луѓето умирале на 30 години. Некои болести што сега можеме да ги видиме на 40, на 50 години, тогаш ги немало, немало старост на таа возраст. До 18 век, например, луѓето биле многу пониски пораст отколку сега во овој век. Тоа се должи нели на подобрената исхрана, на подобрените услови за живот, на подобрените здравствени услови. Морталитетот гледате колку е намален, значи има можност да преживее, да расте, да се развива. Значи има многу фактори. Сега имаме општи и локални фактори. Општи фактори се тие
општата состојба, генетскиот фактор го имаме. Значи секој си го наследил, тоа е судбината. Да. Тоа е судбината. Секој си го наследил својот генетски код. И забите се и да, наследни. Наследно е големината, формата, позицијата на забите, бројот на забите, позицијата на виличките. Века и Хасбуршката монархија има портрети од редица на Хасбуршката монархија владетелите. Сите имат прогенија. Тоа значи истурена долна вилица, ама сите имат. И тука апсолутно и си има генетски. Значи станува збор за ген. За генетски наследство. Друг фактор што влијае се општите заболувања кај мајката, на пример, мајката ако има рубеола, тоа е едно од најподмолните заболувања кај трудниците. На почетокот би се чини дека имате настинка, дека нешто малце ви тече носот, не знам ти што, ама рубеолата ги напаѓа органите кај плодот и многу тешки последици остава. И ви гледате, тај фактор е многу тежок, на пример како дрога, алкохол, и исто многу тешки последици, особено сега кога тие нели малку лоши навики се во поголем замав. Имаме ли нешто карактеристично што можеме да издвоиме во самиот раст и развој, гледано од ортодонтски аспект? Имаме и карактеристики, на пример, кај некои дисфункции на внатрешно лачење на хормоните и на жлездите, се јавуваат болести кои директно влијаат на виличниот раст и развој. На пример, имаме кај дисфункции на хормонот за раст, ако имате џуџес раст, нормално и вилиците и забите, ќе има недостатоци на заби, ќе има помали вилички. Ако имате пак акромегалија, се вика еден момент кога имате поголем хормон на раст, тогаш доваѓаат многу развиени вилички, огромна висина. Тоа е сепак пак во склад со целосното тело, со целосната големина на телото, ама сепак имате понагласени вилички, поширок јазик, поголеми заби. Значи гледате општите фактори, општо целосно што придонесува за растот и за развојот или пак за негов помал, неков супресија на тоа, се има обавезно има одраст на виличките и на забите. Или на пример ако имате трисомија 21 или монголоизам, тогаш исто, значи сега имаме грешка во генетскиот код на 21-виот хромозом, има грешка и се јавува монголоидно дете, Даунов синдром, одма ќе го видите во лицето, во коските, во зглобувањето на вилиците, на забите, нели истурен јазик, малце по лоша градба на коската на забите, поинакви вилици од нормалните. Тоа се фактори на кои не можеме да влијаеме, односно тоа се генетските фактори, но имаме ли фактори врз кои може да се влијае, посебно родителите, затоа што станува збор за мали деца, за да имаат правилен раст и развој на забите кај нивните деца? Да, секако дека има да ги споменеме кои се оние на фактори. Кое можеме да влијаеме, на пример можеме да влијаеме на исхраната, на општите услови во кои живее детето, на тоа дали почесто ќе биде болно или нема да биде, значи диететско-хигиенските услови на детето. Ако вие имате, на пример, дете што постојано е болно, не може да се исхранува, постојано е по терапија, значи општо растот ќе падне. Мора да има одраси на виличките и на забите, ако да прима доволно витамини. Например, има родители што стално кажуваат кај нас дека детето пило по кило млеко, не знам што, стално го тоа потенцират, ама вие за да имате внес на калциум во коските, мора да имате витамин Д, значи има нешто што го носе калциумот во коските и што го вградува. Не можете само калциум да пиете. Ако пиете само калциум, а немате витамин Д, вие всушност ништо не сте направиле. Значи треба да има изложеност на сонцето и витаминот Д се преку сончевите зраци и сега пак и тоа треба да се внимава, нели сега имаме многу големо зрачење да се изложува на сонце, ама до 10 часот, а не во 12 во 1. Значи си има некои фактори на кои може да се влијае, ама и на кои треба да се внимава. Значи овие заразните болестите кај мајката, на пример, како рубеолата, како сифилисот, тоа ви дава многу тешки последици. Општо по плодот сега, на пример, да речеме сидата исто. Многу тешки последици. Други карактеристики кои би ги издвоиле во овој период, односно во растот и развојот на децата, вие споменавте неколку. Исто во растот и во развојот и навиките можат да влезат. Например, ако долго време давате цуцла на детето,
тогаш ќе може некогаш... Вие ортодонтите секогаш ја споменувате Да. црстата како непријател број 1 за бебињата, Непријател односно број за 1, децата, за запчињат. Да, може да дојде до деформација на горната виличка, затоа што она пластична, мека, и вие ако постојано имате притисок на нешто, ќе дојде до деформација. Може да, например, да има детето и лоши навики во смисла на цицање на прст. Исто може да ја деформира горната виличка, како мало зборуваме, па дури и школски деца Но има остануваат цицање понатаму на тие прст. навики, да. Тоа е Тешко многу ги- тешка грицкање навика, ногти, грицкање да. на ногти, да. Мислам дека многу тешко се справуваме со цицањето на прст. Да. Многу тешко се справуваме со цицањето на прст. Има ли многу родители кои се жалат на такво нешто? Имам еден нивните пример деца? од многу одамна, едно дете има во книгите да ставите нешто пластично како оно лангета на рачето па да не го стават. Тоа мислам дека е веќе надминан метод, некако ми е многу агресивен. И јас се обидувам и некогаш имаме успех, некогаш не, ама некогаш имаме да се стави ракавичка и да се затворе рачето, значи да не може прсто да се става во устата. Некогаш малце и да се позборува со детето, ако е во школска возраст. Значи, тие се лошите навики, имаме, дури можете да дојдете исто до отстапување ако имате лошо голтање, ако дише детето преку уста, а не дише преку нос, значи ако се пореметените функции, ако се пореметени функциите кои се обавуваат со устата, со јазикот, со зъбите, со лицевата регија, значи со нос, ако не дишете на нос, имате постојано отворена уста и веќе тука компресија на горната виличка. И еве од дете што немало мана, што се родило здраво, Да, може право, понатаму да има од лоша навика. Да. Вие на почетокот споменавте дека имаме повеќе фази во кои можеме да го поделиме самиот раст и развој на детето. Во колку фази може да се подели и кои се тие? Па за виличките има неколку фази. Општо растот и И развој. секако што е она што е важно, што Да, родителите треба да знаат да. во секоја поединечна Во секоја фаза, поединечна затоа што се фаза. постојано со своето дете од самиот почеток. Да, и да ви кажам, виличките во интраутерино, во мајчината утроба се формираат од 3 лобуса или 3 дела. И тие се движат едно према друго, многу убаво тоа некако сама си го, како да ви кажам, дефинирав и мислам дека сите ќе го сватат. Тие одат значи еден имаме централен и 2 од страна. И сега они се движат према себе брановидно и како се движат и доаѓаат до себе, се отвара тај површниот дел и се спојуваат. И ако се спојат, добивате добар лицев систем. Ама ако не се спојат, ви зборувам тоа интраутерино, ќе добиеме еден расцеп или зајачка уста кај народот. Тоа е многу тешка мана, многу тешка, меѓутоа сега со напредокот на максилофацијалната хирургија, воопшто на хирургијата, на пластичната хирургија, се решава. И тоа е решливо, ама е многу тешко, значи тешка е исхраната, зависи во колкав дел е опфатен тај расцеп, во колкав дел не можеле да ни се спојат тие делови од виличните лобуси што требало да се спојат. Еве гледате тука растот како, ама тоа не можете да го контролирате. Тоа е интраутерино. Едино можете нели со хигиенодиететскиот режим на мајката да се владее за исхраната, за условите во кои живее. Тоа сепак и гинеколозите тука имаат улога, треба можеби да кажат на мајката. Да, може да се види, во текот на бременост. Значи општо здрав живот. Да нема зрачење, да се пие здрава вода, да се јаде нели здрава храна. Тоа е првата фаза, првично што треба. Првичната фаза, да. И по втората фаза е после раѓањето, втора фаза на раст и развој, а тоа општо за раст и развој, а за виличките, еве рековме, нели си има раст и развој интраутерино, од тие лобуси доваѓа до зглобување на виличките, до целосно да се зглобат со лицевиот скелет, коските на черепот и еве нели со претпоставка дека имаме здраво нормално дете од 3,5 кг и 52 см раст. Сега кога се роде детето нема заби, има само вилички и вилични гребени. Значи тоа ви е една фаза. Понатаму растот тече, виличките се развиваат и сега детето кога се роде, во него ги носе сите клици за забите што треба да ги има, и за млечните и за трајните заби. Значи мора да имате зачеток, за да понатаму од зачеток се формира забче, млечно, а понатаму и трајно забче. Детето се раѓа со сите клици. Можно ли да нема некој забче? Можно е. И тоа е можно. Значи,
Ќе ви кажам и тоа како. И сега во 6 месеци со растот на вилицата и виличните гребени, од 6 до година дена имаме од 6 месеци до година дена нели треба да пробие првото запче, обично пробива долното централно запче, долниот инцизив, долниот секач. И што е многу важна фаза кај нас во нашиот народ, нели па кој го нашол запчето, па му даваме подарок, ни дава подарок. Значи ви кажува дека детето се расте, развива и ги добива сите елементи што треба да ги има. Ако добие детето запче во 6 месец, тоа е нормално и во 8 и во година дена. Значи тоа има едно нешто што различен е растот, развојот кај различни деца и различно запчињата излегуваат. И сега тука може би еден момент треба да се каже, има едно нешто што се вика еруптивен хемангиом. Еруптивен хемангиом е тоа што кога запчето сака да пробие преку гингивата или ждебинка по наше речено, преку виличниот гребен, оно притиска, мора да има притисок и стимул за раз за да може да пробие и излезе. Некогаш ќе дојде до крвен сант и ќе се направи како модреничка или хемангиом и родителот си вика, леле, сега што стана, нели тоа грдо изгледа, ненормално. Тоа е еруптивен хемангиом, што е нормално кога ќе пробие запчето и тоа ќе престане. Значи тука имаме веќе прва фаза од 6 до 12 месеци кога пробива првото запче. Тука мораме да споменеме дека родителите често се загрижени доколку нивното дете нема запче на 6, 8 месеци или година. Можно ли и после годината се појави првото запче и многу често доаѓа тоа? Можно, тоа се вика нели како касно никнење на зъбите, ама нема никаква проблем ли некој ако покасно се јави? Не. Родителите се загрижени обично. А секогаш сте загрижени ќе дојде ќе донесе дете и ќе праша сега леле зошто нема запчиња. На сите имат, моето нема. Ние не можеме баш да влијаеме нели на стимуло на раст и развој, ама јас секогаш им викам, па вие дали сте виделе човек без зъби? Значи нема. Така, значи полека нема, да. Да не се плашите. Тоа се вика за доцната дентиција, ама тоа е за науката. Инаку во животот, во праксата мора да излезе ако има запче. Да. Или има некогаш, еви науката што кажува дека никнењето на зъби и тоа е некако, како да ви кажам, тоа е можеби и нормално и логично, меѓутоа еве ќе ви кажам што кажува науката, некогаш што кажува праксата. Науката вика дека никнењето на зъби е нормален процес, природен процес и треба да биде без никакви потешкоти. Едино нели малце чешка, жлебинки и тоа. Ама праксата покажува некогаш дека детето има висока температура, дека не може да се хране и дека додека не пробие запчето температурата не се намалува. И сега уште еднаш па книгите што кажуваат дека температура може би има, очо детето стално ги чешка жлебинките, па внесува инфекција нели со рачето и сега доваѓа до некоја си инфекција во организмот и расте температурата. Да. Значи има гледате има поврзаност, има нешто што праксата покажува дека има некои моменти кои науката ги објаснува на поеднаков начин. Меѓутоа тоа е живот. Да. Тоа е живот, детето иде со температура, нели не изникнано запче. Така. Дали квалитетот на зъбите ќе зависи од тоа кога изникнело првото запче? Оти неретко можат родителите да речат дека доколку покасно изникне запчето, дека ќе има подобри зъби, поубави зъби. Да, ово е завистина така, ама мислам дека не. Поврзаноста е тука или не? Не. Да. Тоа не е, мислам дека единствено генетското наследство за цврстината на зъбната коска единствено тоа го решава и исхраната. Да. Исхраната. Единствено тоа ја решава нели дали ќе бидат поздрави зъбите или не. И сега ќе ви кажам пример за тоа за исхраната. На пример, порано имало некои области во Македонија, како во Штип, кај што водата имала повеќе флуор од дозволената количина. Вие кога внесувате, кога се формираат зъбите, зъбната коска, значи детето кога е во утробата на мајката, зъбите се формираат во една решетка, се ствара една решетка и во таа решетка се вградуваат калциум, флуор, сите елементи кои треба да ја створат зъбната коска. Зъбот е составен од 3 вида на коска и сите 3 вида имат различна градба. И еден од елементите е флуор. Кога ќе внесете повеќе флуор, детето ќе има флуорозни зъби, а тие се со кафеави или жолти петна.
Значи многу грдо изгледа. Ако имате, сепак збориме дека без флуор не можете да добиете здрави заби, ама се треба да биде во дадена количина. Да. Ако е помалце или ако е повеќе, веќе имате отстапување во градбата на забната коска. Да. И кажавте до 12 месеци, односно до годинка е втората фаза и понатаму веќе следува третата фаза во растот и развој. Значи од 6 до 12 месеци треба да добиеме прво запче во устата, понатаму одат горните први заби, па долните втори, горните втори, првиот катник, четврти зап млечен, па пети млечен зап, трети очен зап, до 2,5 години од прилика треба да се воспостави млечниот забен низ. И сега млечниот забен низ обично забите се нели млечни, детето е помало, помали се и тие ако се едно до друго, луѓето се мислат дека е многу добро тоа и убаво изгледа, меѓутоа ако се едно до друго млечните заби, тоа ви кажува дека понатаму ќе имате потешкотија да се сместат правилно трајните заби. Да. Зошто трајните заби се малце пошироки и ќе им треба простор, им треба малце повеќе простор. Затоа добро ако има простор помеѓу млечните забчи. Ако има простор меѓу млечните забчи. Да објасниме што е биолошки опсек. Вие споменавте дека треба да се објасни што е биолошки опсек кај таа дефиниција на биолошки опсек мене многу ми се допаѓа. Да објасниме на И сега ќе објасниме на родителите што значи биолошки опсек. Има некои табели кои ги кажуваат, нели, кои кажуваат во кој месец, во која година треба да никне дадено запче, ама и тие ни кажуваат дека од до. Значи кај некој дете еве како што ви реков може да никне запче во 6 месец, во 6 месец, на некој во 8, и гледате од 6 до 12 месеци веќе се прифаќа како биолошки опсек, како нешто нормално. Нема сега да речеме дека во 8 месец треба да никне и готово. Тоа е нормално. Ете, тоа е биолошкиот опсек. Од различни деца кај секој дете различно, имат различен раст и развој. Во глобала нели сите ќе дојдат до 6 години, ама кај некој е малце побрзо, кај некој е малку побавно, ама сепак треба да го сватеме тоа како нормално и тоа се вика биолошки опсек. После од границите на тој биолошки опсек веќе нешто ни нели како рана дентиција, на пример ако никне запче во 4-ти месец или како касна дентиција ако никне во 12-ти, во 14-ти месец, ама сепак ќе му никне. Биолошки опсек кажавте дека имаме на никнењето на запчињата, но дали имаме и во смената на забите? Секој дете различно ќе ги промени запчињата, зборувам од млечни во трајни. Од млечни во трајни. Сега имаме нели период на млечна дентиција или млечни заби до 2,5 години од прилика треба да се воспостави млечната дентиција. Од 2,5 години до 6 години имаме само млечна дентиција, а веќе во 6-та година треба да никне првиот катник. Шести зап. Шести зап нема зап заменик. Значи не е зап заменик, он никне индивидуално. Тоа го знаат повеќето од родителите, мислам и децата. После забниот, млечниот забен низ. Шести зап никне. Или пак може да дојде централен инцизив. Прв зап од трајните заби. И смената оде како прв зап, нели доле единица. Од 6 годишна возраст. Од 6 годишна возраст, да. И тоа треба, и сега ќе имаме ова, кога ќе ни дојдат и млечни и трајни заби во устата, тоа го викаме мешана дентиција или мешани заби. Тоа е многу едноставно, значи имате и млечни и трајни заби. Тука може би треба малце подобра хигиена, да се одржи тоа малку поголема дисциплина, оти има некогаш расипани млечни заби, имаме инфекција устата, имаме кисела средина, трајните заби се млади, нежни, да, може би треба подобро да се четкат навечер. Многу е добро ово што се нашите здравствени власти што го презема залевање на фисури, тоа е исклучително добро и сите треба да го искористат. Тоа е бесплатно и многу добро. По мене најдобро. Затоа што знаете ли зошто е тоа многу добро? Затоа што децата ќе останат со здрави заби, шести заби кои го држат забниот низ. Сега имаме залевање и на премоларите, значи на предкатниците заби, на 4 и на 5, што е исто многу добро. И најдобро е што многу тешко можете на дете да поправите запот. И дете плаче, не отвара, се плаше. Значи тоа е за сите исклучително добро. И за нас, и за децата.
Так. Смената започнува, кажавте, од 6 годишна возраст. До кога би требало да трае тој биолошки обсег за смената на зъбите кај децата? Да, смената на зъбите, значи прво идат единици, долни единици, горни двојки, долни горни двојки, и да е обратно, и тоа ќе се прифати, не е ништо така, родителите обично се во паника ако горното изникне запче прво, да. Потоа имаме премолари или предкатникот, четврти и пети зъб, и најкрајно никне трети зъб или очен зъб, и сега кога никне трети зъб, тоа е до 14 година, некогаш и порано. Значи сега има сега баш што ги гледам децата, има многу некои екстремности. До четврто, пето одделение, сега тоа е 10 годишна возраст, сите зъби се во уста. Да, понапредни се во се. Понапредни се во се. Ете така, а некогаш па има зъби кои не можат ни да се расклатат, ни да паднат, значи малку потешко оди. Ете тоа е. До 12-13 година треба да се сменат сите зъби, да добиеме цел зъбен низ, и сега тука што се случува. Кога ќе имаме предвремено вадење на млечни зъби, катници, значи на четврти и пети млечен зъб, имаме потешкоти, шести зъб траен доваѓа на неговото место, потоа ќе имаме проблеми да се створе место за трети зъб, и највеќе имаме, значи, потешкоти со очен зъб. Обично ќе излезе пред горната двојка, пред четворката, или воопшто нема да излезе. Значи тука е моментот да ако можеме да не вадеме, да можеме да ги дочекаме, да дочекаме смената на зъбите, да има млечни зъби во устата, како држачи на простор. Ја споменавте мешаната дентиција со млечни и трајни запчења, на што треба тука да се внимава родителите и децата, за да не дојде и до оштетување на тие трајни зъби кои се многу важни за понатамошниот раст и развој на детето. Да, еве ви викам, ако има млечен пети зъб, со кариозно оштетен, со многу оштетувања, кариесот не е прифатлива болест. Не е каптична инфекција, ама сепак покажува дека ако стое до траен шести зъб, кај е траен катник, имаме промена на бојата на зъбчето. Значи, а зошто траен зъб што треба цел живот да му служи на детето? Тоа затоа ви викам, да појдат на заболекар, тоа можеби да се исчетка, да се исчисте малце, да нема таков контакт. Значи мора да се внимава, да нема таков контакт. Или на пример ако може и да не е болно, значи треба да се реагира за да не се оштети трајниот зъб. Или ако може колку можеме подолго време да го задржиме во устата тој зъб, за да не дојде поместување на шести зъб нанапред. Обично тие повеќе се поместуваат бочните зъби. Кај нашите деца од сокови, од цуцли, од лоша зъбна коска, има од млечни зъби од тројка до тројка во ниво на гингива, до корени зедени. Ама нема толкава реперкусија врз трајните зъби, врз поредокот на единица, двојка и тројка. Најголема потешкотија имаме ако извадиме млечен пети, млечен четврти зъб пред да се сменат зъбите, значи пред да добиеме трајни зъби. Шести зъб притискана напред, и тука веќе добиваме секундарна тескоба, значи таа тескоба ние сме ја предизвикале. Не, ако биле зъбите, немало да дојде до тоа. Так, некогаш ако имаат некои дилеми, ќе треба родителите и да посетат ортодонт за да се консултираат со своите деца. Доаѓаат ли често и пред да изникнат зъбчињата за да се консултираат со вас? И кои се најчестите прашања при ваков период? Доаѓаат и мислам дека свеста за здравјето, за здрави зъби, за здрави зъби, за убавината многу е повисока сега. Се консултират со своите матични доктори. Имаме млади доктори што сакат, што работат, што знаат, и тоа е многу добро, ама сепак идат и кај нас да го слушнат стрикно од специјалист ортодонт. Да. И имаме прашања, нели, дали сега треба да се почне, мислите ли дека ово е наследно? Сами ви кажуваат, нели, јас имам, мајка ми има, вујко ми има, например, ово сум го гледала кај моето поголемо дете, или кај него има ова, кај сега во што го носаме е поинаку. Значи имат луѓето прашања, имат здравствена култура веќе многу повисока, имат желба и мислам дека имаме многу добра соработка, и тоа дава задоволителни резултати. Мислам дека во претходните емисии зборувавме и за протезите кои се многу значени за дечињата, нема да се задржиме тука, но само од ваша пракса колку децата ги прифаќаат мобилните и фиксните протези, кога ќе се рече дека треба да носи фиксна протеза, особено кога е веќе поголемко. Како го прифаќа сето тоа детето?
Дали веќе почнаа да го прифаќаат болест? Да, сега Да. децата имат подготовка и од родителите. Добро, и кој ќе знае дека понатаму ќе имаат убави заби, значи морално е да носи фиксна протеза. Да, и знаат дека тоа минливо, Да. дека е за еден Сепак е период. подолг период, година-две. Да, ама дека тоа е период што ќе помине, дека понатаму нели ќе имат поздрави, поубави заби. Да. Обично и родителите, тоа ви велам дека сега здравствената култура е на многу повисоко ниво. Родителот дома разговара, сака детето да прифате нешто, и детето веќе сваќа дека тоа така треба. Например, има деца кои се помали, им даваме мобилни апарачиња, може би не се толку мотивирани, оти мало дете не е толку мотивирано дали ќе бидат поправи или не, ама родителот вика јас носев. Сега имаме дури, мене тоа многу ми е убаво кој ќе дојде родителот и кој ќе каже и јас носев, нели и сега И го го носам дека и не е моето само дете. Значи имаме една традиција кај нас, имаме, значи можеби повеќе од 40 години во Кочани сме имале ортодонција, што значи дека луѓето го ценат тоа, го почитуваат, го прифатиле, добиле некои бенефити, некои нели позитивни резултати од тоа и го пренесуваат на своите деца. И сега за фиксните апарачиња, децата некогаш го сваќат малце како хендикеп, ама некогаш си го сваќат како и украс и како нешто што ќе помине, а потоа ќе бидат многу задоволни. Веќе се поголеми, мотивирани се, сакат поубаво да изгледат. Да. Имат можности и зошто да не го искористат тоа. И еве за крај, доктор, ќе пред да се одјавиме еден апел или совет до родителите. Без разлика која возраст се наоѓа нивното дете, нели? Да, јас би им рекла едно, дека не морат дома да седат и да си викат дали да ги превземам вакви чекори, дали е во добро или не е добро, да појдат кај своите матични заболекари, да се консултираат, за се што имаат дилема. За се што имаат дилема, да, имаме одлична соработка со општата пракса, може ви викам еве да дојдат да повелат и во нашите амбуланти, се е бесплатно, совети, прегледи и мобилните апарачиња се бесплатни до 18 години. Значи можат и зошто да некога тоа здравствените власти го дават, да не си го земат нели како во нивна полза. За да имаме поколенија со убави, здрави заби. Да. Нашите деца се многу убави, зошто да не бидат и поубави ако има потреба нешто да се коригира. Еве, мислам дека објаснивме се за растот и развојот, придонесовме со оваа емисија да им биде појасно на родителите за навреме да се јават на ортодон, така за да може да се апелира и да имаме убави заби кај убавите деца, како што споменавте. Ви благодарам што одвоивте време за нашите гледачи да дојдете во Канал 8 и еве да зборуваме за една доста интересна тема. Кажавме дека е и актуелна, затоа што почнаа систематските прегледи, а почна и второто полугодие, па треба малку да се посвети внимание на оваа тема за растот и развојот на велицата и забите кај децата. Благодарам, се надеваме и понатаму ќе се работуваме, има за што да се зборува со ортодонт. Ве благодарам на вниманието и на поканата. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука ја завршувам емисијата Здравието е се. Разговаравме за растот и развојот на вилицата и забите кај децата со доктор Виолета Донева од Кучани. Ви благодарам за вниманието. Се гледаме следната среда во истиот термин. Останете ми во добро здравје. Довидување.